Добро вечер. Јас сум Паула Костадиновска-Кустик и вие гледате уште едно издание на За или против. За вечерва имав смислено сценарио тука во студио да бидат 5 минута кандидати кои што се пријавија на конкурсот за избор на државен обвинител. Тие, освен тоа што треба да ја презентираат својата програма, и должат и многу одговори на јавноста, меѓу кои и оние клучните, како мислат да се справат со корупцијата и криминалот во земјата и на кој начин ќе придонесат да се врати довербата на граѓаните во судскиот систем. Но овде со мене можам да кажам дека една од најхрабрите кандидатки, односно единствената која што се одважи на оваа покана, на мојата покана. Вечерва се надевам ќе имаме плодна дискусија. Тоа е актуелната обвинителка од Основното јавно обвинителство Скопје, обвинителката Лидија Ричевик. Добро вечер, ви благодарам што ја прифативте мојата покана. Добро вечер, ви благодарам вас за поканата и за епитетот што ми го упативте за мојата презентирана храброст да конкурирам на овој важен конкурс. Така, пред да почнеме, на вечерва ќе дискутираме за актуелни случувања изминатиот период. Секако ќе имате простор, ќе зборуваме и за вашата кандидатура и за вашата програма. Меѓутоа, на самиот почеток прво би ве прашала дали се согласувате со мене. Освен вас се пријави 4 искусни кривичари. Станува збор за актуелниот судија од Кривичен суд Ненад Савевски, поранишниот председател на Кривичен Владимир Панчевски, обвинителката Ленче Ристовска и сегашната веде државна обвинителка Анита Тополова Исајловска. Сепак, многу е просто и едноставно. Доколку претендирате да седнете на ова, можам да кажам, една од 5 највисоки функции во државата и да бидете оној главниот кој што ќе го гони криминалот, корупцијата, на вистина задача и голем предизвик, нели се должни да застанат пред јавноста и да ги дадат сите оние одговори, на крај крајва да ги видиме нивните програми. Зошто мисля дека тие се вистинскиот избор? Ја морам само однапред да кажам, една од кандидатките доцна била пратена поканата во ред. Нареден пат ќе се договориме малку подоцна, меѓутоа конкретно е сегашната виде државна обвинителка, оно што ми остави впечаток е на денот на изборот на Советот на јавни обвинители, кога ја избра да биде виде државна обвинителка, таа вешто ги избегна камерите и медиумите. А претендира, еве, видовме, нели, конкурира да седне на оваа висока позиција. Нели мислите дека вакви работи на вистина не треба да се случуваат воопшто? Дозволете ми да ви кажам дека јас во овој конкурс имам мисија. Имам зацртана своја цел без оглед на општествените околности, без оглед на состојбата во државата, без оглед на нашата доверба, на авторитетот кој што го има обвинителството. Премногу удари издржа оваа институција и мислам дека е доста. Навистина е доста и сакам тој процес и тој систем на негативности кои што не пратат да го сменам. А таа своја мисија сакам да ја базирам на два многу важни критериуми, тоа е етиката и моралот. Па така и одговорот на ова прашање е етички. Ако сум јас еден од кандидатите кои што се пријавиле, неетички е да ги коментирам нивните однесувања. Ама можам да ви го кажам следното. Говорот во животот, во историјата е многу важна работа. Преку говорот се менувале влади, се менувале државни уредувања. Знаете дека ваши колеги спремаат цели специјали за најважните говори во светот. Мојата алатка, паралелно со тоа, е говорот. Јас со говорот работам во судница. Сега, во оваа позиција, јас преку говорот не само што се презентирам, јас ја манифестирам својата желба, својот порив, зошто би сакала да бидам државен јавен обвинител. Доколку тоа не е мисија и не е цел на сите оние кои што конкурираат, тогаш ќе ги прашате нив зошто е тоа така. Но секако, според моје видување, јавното истапување, јавното презентирање, не само на програмата, на сите случувања кои што се поврзани со јавното обвинителство, се должност. Така, и таа треба да се испочитува. И против кандидатите тука заедно, можеби за некои прашања, ќе имавте слични, исти ставови, можеби различни. Меѓутоа, ја навистина многобројни се професиите кои што се далеко од очите на јавноста. Ако некој претендира да биде функционер, не може да бега од јавноста. Барем мислам дека моето мислење го делат и сите мои колеги.
Лично презентирање на своите програми на сите учесници јас го поздравувам, затоа што ние не сме во политичка кампања, ние не сме представници на политички партии, ниту пак конкурираме за некое друго работно место, каде што треба да ги спротивставуваме, критикуваме и да собираме поени од граѓаните. Граѓаните се секако многу заинтересирани за оваа функција. Но, заради важноста на функцијата која што би требало да ја извршуваме, ние би требало заеднички да ја презентираме програмата и да ги представиме своите програми и со иста цел за институцијата која што мислиме да ја водиме. Тоа не значи дека треба да дојде до конфронтација, тоа не значи дека не може да има секогаш исти ставови, може да има и спротивставени, но начинот, говорот, презентацијата на своите ставови, полемиката меѓу конкурентите, полемиката помеѓу оние кои што исто конкурираат за ваква една висока државна функција, треба да биде јавно презентирана. Тоа е моето мислење. Така, имаме многу прашања, еве јас би почнала. Секако ќе дојдеме до ред до вашата презентација на програмата и зошто претендирате да седнете на оваа функција. Меѓутоа, ќе почнам со последното случување. Да. Односно, случајот извоз на мозоци. Факт е дека од 1994 до 2015 година Македонија, нашата земја, соработува со САД, еден значаен проект, се случил тој извоз на мозоци, станува збор за пациенти болни од шизофренија и лица кои што извршиле самоубиство, меѓутоа можам слободно да наречам дека последниве денови има една хистерија во јавноста и клучното прашање е дали семејствата на лицата чиј материјал се земал, кој што треба да се употреба во научни цели, дале согласност. Обвинителството оформи предмет. Вчера и денес двајца министри од актуелната влада рекоа дека не се сомневаат, САД сепак држава е таква каква што е и без да се запази законска процедура, навистина не би се вклучиле во еден таков проект. Меѓутоа, моето прашање е од она што до сега е јавно излезено од сите информации, излегува многу навистина информации. Дали вие како обвинител препознавате елементи на некое кривично дело, доколку нема согласност од семејствата? Јас се прашувам која би била тука штетата и за кое кривично дело би можело да станува збор. Зборуваме сега се хипотетички, бидејќи нели вие немате допир ниту со оформениот предмет, иста актуелен обвинител кој што постапува, не би требало да се дозволите да навлегувате во конкретни предмети, меѓутоа, еве како стручно лице, сепак сте обвинител долги години и кривичар, за кои елементи на кривично дело може да стане збор? Се радувам што препознавате дека со обвинител на база на хипотези не може да се разговара. Ние токму заради годините на искуството кое што го имаме, работиме на факти и на докази. Но, во елаборатот кој што сте го спремиле пред да го поставите прашањето, употребивте зборот хистерија. Точно е тоа, затоа што грозоморно делува, морбидно делува да се слушне дека од починати луѓе се земани мозоци и се дистрибуирани некаде за научни цели. Самата најава на таквата појава и дека е за научно-истражувачка дејност представува вознемиреност кај граѓаните. Представува нешто што ги буди нивните внатрешни пориви. Некои луѓе имаат токму такви пациенти кои што се починати се прашуваат или може би знаат дека дел од нивните мозоци се дистрибуирани и така натаму. Но, тој интерес, таа состојба која што предизвикува вознемиреност во јавноста бара пристап на институциите. Јас гледам дека јавното обвинителство најави и дека оформило предмет и тоа е добро. Она што според мене треба да се направи во моментот за да може да се детектираат постоење на елементи или непостоење на елементи на кривично дело, пред се би требало да тргне од тој меморандум меѓусебен договор помеѓу државите, иако слушнавме дека се работи за престижен универзитет Колумбија, меѓутоа дали постои меморандум, дали постои договор кој што претпоставува ваков вид на соработка? Дали е тој евидентиран во нашата држава, кој го потпишал и кој го одобрил? Потоа, треба да се консултира Законот за научно-истражувачка дејност. Таму одредбите се важни во оној дел каде што е предвидено како може и на каков материјал и по каква процедура да се врши научно-истражувачка работа. Само јас го прочитав барев баш токму во овој закон, никаде не можев да најдам дали треба да се плати. Ја мислам дека е логично дека некој ако учествува во некој научен проект треба да добие финансии.
едно тоа. И второ, не пишува конкретно дека треба да има согласност за употреба на некој материјал за во научни цели. Најверојатно тоа е решено можеби со тие етички совети, медицинскиот факултет, Министерството за здравство и така натака. Меѓутоа, да хипотетички нема согласност. Има ли тука кривично дело? Веќе се изминати 30 години. Дали воопшто некој ги чува тие документи? Навистина е голем временски период. Проектот е завршен пред 10 години. И јас се прашувам, ако не дале, да кажеме, семејството согласност, која е штетата? Дали тие имаат право сега да бараат некоја штета и за кое кривично дело би можеле да го гонат тој што го одобрил, да кажеме, проектот, сепак биле вклучени 3 болници. Да, видете, финансирањето на тие проекти, кој платил, кој не платил, еден аспект, кој што не може да го има во законот. Има подзаконски акти кои што тоа го регулираат. Тој закон за научно-истражувачка дејност е рамка која што е норматив, кој што ги одредува законските одредби за тоа како таа процедура за научно истражување може да се спроведи, кој е епилогот, за да имаме придобивки. Тоа не е непознаница. Во светот се користеле најразлични видови на материјали, за некој од нив знаеме, за некој од нив не знаеме. За мене е поинтересно зошто досега никој не дознал дека ваква научно-истражувачка работа постоела на нашата територија. Јас барем сега прв пат дознавам за неа. Но, после тој закон има и правилници кои што се однесуваат за трансферот на генетскиот, биолошкиот материјал и така натаму. Тие се ускладени правилници со стандарди на Европска унија. Ако ги читате, таму има толку високи нормативи, висока процедура, високи референци кои што треба да се задоволат за да еден материјал се изнесе. И сега, таа животна ситуација, за која што ние не знаеме, например, дали е склучен таков договор меѓу двете држави, кој го потпишал, кој го одобрил, кој учествувал во тој проект, со какви обврски во проектот, со какви импликации, што се очекува од проектот, колку долго треба тој проект да трае, од каде треба да се земе тој биолошки, односно генетски материјал, кој треба да изврши трансфер, во каква процедура и така натаму. Сите тие документи треба да бидат пред оној кој што треба да се вложи да таа животна ситуација, која што самата рековте дека се одвивала многу одамна, да ја подведе под нормите на кривичниот законник. Така да сега не би јас детектирала кривично дело, парче по парче од целиот тој доказен материјал да се види, за да се види повреда на процедура и дали настапила одредена последица. Видете, кај одредени кривични дела треба да настапи конкретна последица. Но доколку нешто не се прави, а предизвика вакво вознемирување, последиците може да бидат и во повредување потешки права на друг. Се разбира дека вакви состојби не смеат да се дозволат. Ова доколку целата процедура не е испочитувана, доколку тој проект нема своја завршница, така како што е замислена според проектот, да има употребна вредност резултатот од тоа истражување, тогаш ќе бидеме доведени во ситуацијата истражување. Јас ќе ве префрлам на друг случај, имам навистина многу прашања, сакам да ги стигнеме сите за да стигнеме и до вашата програма. Ќе ве префрлам на случајот Кочани. Пак ќе кажам, нема да сега да ве прашувам дали вие го цените обвинението, доказате и така натака. Меѓутоа, оно што мене ми падна во очи. Таму се вклучени 15 обвинители, армија обвинители, тоа е речиси колку оркестрот на Македонската филхармонија. Што паѓа друго во очи? Тоа што поранешниот државен обвинител Јупчо Куцевски, кој при тој беше поканет и ќе беше навистина интересно да заедно да дискутираме со вас со него. Меѓутоа ја одби и тој поканата. Тој излезе и рече вака: ние навистина кубуриме со кадар, немаме доволен број на обвинители, ние не можеме да повлечеме двајца обвинители да ги остават сите предмети и сега тие двајца да го работат Кочани. Значи, тоа беше неговиот аргумент. Јас го поставам прашањето. Доколку овој предмет, а со оглед на тоа што подоцна ќе ве прашам уште едно подпрашање за овој случај, доколку овој предмет падне на апелација и во покорните судски инстанции, кој ќе ја понесе одговорноста? Ова филхармонијата од обвинители? Дали ќе застане еден и ќе рече да, јас стоев за тоа обвинение, или ќе го бараме Коцевски, кој што веќе не е државен обвинител? Кој ќе ја понесе одговорноста? Видете, прашањето за одговорноста на јавните обвинители во многу контексти се поставува. Дали јавните обвинители треба да одговараат кога ќе им се донесе ослободителна пресуда? Дали јавните обвинители треба да одговараат за повреда во процедура?
Дали јавните обвинители треба да одговараат за недолично однесување и така натаму и така натаму. Има многу прашања за одговорноста на јавните обвинители и тоа е регулирано во законот. Но, во овој предмет, кој што представува по многу нешта посебна димензија во процесното работење во нашата држава, има специфични елементи не само по број на жртви, по улогата на јавниот обвинител. Ако сакате да тргнам од конкретниот одговор на вашето прашање зошто се 15, јас тоа не го знам. Затоа што јас не сум била старешина на таа институција. Но, доколку сакате да си објасните дали тоа има некаква поддршка во организационата структура и настапувањето на едно обвинение, тогаш треба да се бара официјално писмено објаснување од институцијата која што така одлучила, тоа е јавното обвинителство, републичкото јавно обвинителство. Но, се прашувам, јас, од аспект на човек кој што обвинител кој што не го прочитал предметот, каква е улогата на сите овие обвинители кои што се ангажирани? Ако тие работат по страти, па едниот води сметка за правната квалификација, едниот води сметка за фактичките прашања, едниот води сметка за процедурални прашања, другиот е насочен кон директни испитувања, вториот помага за правење на концепт за вкрстени испитувања, тогаш можеби има оправдување да биде вклучен поголем број на обвинители. Но дали 15 е оптималниот број и дали треба да бидат толку, јас на вистина додека не добијам овие одговори кои што представуваат реалност. Ние го дојавме одговорот, немаме кадар, не сакаме судењата да се одлага бидејќи обвинителите имаат и други обвинители. Буквално немаме кадар. Јас се прашувам, сега е актуелен Ѓоко Ристов судијата по продолжение на патарини со 86 обвинети пред 10 на години, он го заврши буквално распитот за 4-5 дена. 90 души ги испита, ги сослуша во судница, работеше еден обвинител и тие сме имале ние предмети од организиран криминал со обемна документација на докази, на сведоци, така натака. Јас мислам дека 15 обвинители на вистина мислам да се ангажираат во еден предмет е неболозно. Меѓутоа имам уште едно подпрашање конкретно за овој случај. Минатата недела одделението за обвинителството за организиран криминал наредбата ја запре за тешки дела против општа сигурност, вели тие се полицајци, биле таму, оделе во дискотеката, влегувале внатре, давале согласност за безбедноста, биле надлежни за паркинг местата. И сега не можеме давале амин и со тоа газдата си и вадел лиценца години наназад. И сега нивниот амин за вадење лиценца не може да го поврзат со пожарот кој што настана, или знаеме пожарот настана од пиротехниката и поради тоа таа истрага е запрена, нова истрага, односно тие се думина сега ќе одговарат за друго кривично дело злоупотреба. Во актуелниот предмет, кој што се суди во Идризово, најголемата судница, таму има поранешни министри, има поранешни директори на институции, има поранешни градоначалници. Да, го има и обезбедувањето, и собственикот, и членови на семејство, и проектантката која што дала амин, меѓутоа има и многу други над 10 обвинети кои што во тој момент биле само на функција. И сега обвинителството тука вика, вие имате одговорност и пожарот настана. И сега малце нејасно во јавноста како за овие се думина не може да ги поврзат со пожаров, а се министри ги поврзуваат со пожарот. Еве пак ве прашувам како обвинето, хипотетички, ако вие постапувале во овој предмет. Јас би замолила, доколку станам јавен обвинител на државата, да ја согледам ситуацијата, па да го дадам својот суд. Вака сега, особено заради една друга пречка, не сакам да коментирам во врска со предметот, а тоа е одобрението кое што го даде судот при оценка на обвинителниот акт. Знаете, кога тоа обвинение, така како што е поставено, за кое што вие се сомневате, имате и многу повеќе податоци, затоа што го следите судењето. Кои се обвинети, зашто се обвинети, па правите паралела со друг овој предмет во обвинителството за организиран криминал. Сепак за ова обвинение кое што е активно, кое што оди во судница денес беше, судот кажал дека тоа обвинение треба да се провери во судска постапка. Тоа значи дека секаков коментар на тоа обвинение е непрофесионален.
Не сме да се Како мислите коментира. да се провери во судска постапка? Значи, Да дал се позитивна пуштиме во оценка процес на судење. Да се впуштиме, затоа што тоа не значи ако е одобрен, дека исходот ќе биде задолжително е осудителна пресуда, нели? Штом е одобрено обвинението, тоа влегува во судска постапка и таму наводите на обвинението, односно на работата на јавниот обвинител се проверуваат во една контрадикторна главна расправа. Таму можат одредени докази да се изнесуваат од двете страни и можат одредени аргументи да се побиваат, што значи дека тоа што е напишано во обвинението до крајот на постапката може да има и промена. Но тоа сето може да се зборува за сите овие моменти и сите можности кои што може да го следат овој процес само тогаш кога целиот предмет е прочитан и кога точно се знае што се случува во предметот. Вака напамет незахвално е затоа што можеби нашата представа од новинарските презентирања, од она што јас го слушам по медиуми, од она што иако јас имам свој став за ова, но додека не прочитам предмет, навистина не. А како државен обвинител, тоа веќе сте во должност да објасните. И затоа, ќе го искористам овој момент да кажам дека одговорноста во овој момент, кога јас зборувам на вашата телевизија, за тоа кој ќе биде обвинител, е на оние кои што го бираат. Знаете, учесниците во процесот, Советот, владата и собранието. Од моментот кога тој ќе биде избран, без разлика кој од овие кандидати, одговорноста преоѓа на кандидатот, негова е тежината за секој искажан збор, за секој предмет кој што постои во тоа обвинителство, но одговорноста на тие што го бирале не престанува. Така и со овој предмет кој што ќе се следи, тоа е предмет огромен, со многу обвинети, со многу жртви. Посебен е односот кон оштетените и кон жртвите, треба да се разграничи тоа. Оштетени се оние кои што плачат и кои што молат за правда за своите деца. Жртви имаме кои што страдаат од последиците на овој предмет. Така да секој искажан збор спаѓа во одговорност на оној кој што ја раководи институцијата. Така. Сакам да ве прашам за случајот Ѓоко Ристов, исто изминатиот период беше, да кажем, актуелно и се брануваше јавност и навистина беше во фокус на јавноста, буквално како на филм, за зидани пари, 350.000 евра во кујната на мајка му, на семејната куќа во Неготина и така натака. Ги знаеме гласините, го знаеме и рейтингот на целиот судски систем. Дали ова е изолиран случај или навистина има толку длабока корупција во судството? Ова прашање навистина за обвинител, кој што без разлика на која позиција е, секогаш кога се сомнева во било каков коруптивен настан, би требало да има прецизни сознанија. За жал, ниту вас, ниту јавноста, јас можам да ја напојам со повеќе податоци од она што го слушаме во јавноста. Не знам дали ќе биде разбирлива причината, но јас во мојата работа до сега никогаш лично не сум се сретнала со ситуација некој да се обиде да ми приде и да ми понуди било каква мито или да побара влијание во врска со некој предмет. Така да ја не сум податен сведок во таа постапка, но како јавен обвинител, особено како некој што кандидира да стане државен јавен обвинител, се прашувам што ако утре во редовите на јавното обвинителство се најдат јавни обвинители кои што можеби не ги содзидале парите, ама сториле коруптивни дејствија. Каква ќе биде мојата улога, затоа што јас велам и се фалам со тоа дека сум долгогодишен обвинител, што сум правела досега и што ние како институција сме направиле за да било каков сомнеш или било какво озборување или било каков навод, преставка од граѓани до телата кои што се надлежни да ги бираат обвинителите не сме ја провериле. Навистина е сериозно прашањето. Не само што е сериозно, боли, заболува, знаете, на вложен труд, на желба, на да промовирате добро, да промовирате правда, да промовирате честност и да кажете дека можете да ја вршите оваа функција на вистина на чесен начин, да го слушнете ова, за џабе сте се залагале. Вашиот авторитет паѓа, независно колку сте чесен. Страшна е состојбата. Дали има или нема, моje ветување е дека тоа во првите 3 месеци ќе го детектира. Така, знаете ли зошто ова е лично моje мислење? Зошто вас не ви побарале до сега
Не знам. Никогаш. Не сте имале, да кажеме, Ма таква никогаш. ситуација со ниту еден судија, колега, обвинител и така Никогаш. натака. Јас ви го кажав одговорот пред да влеземе во емисија, доволно е вие го знаете, мислам, тоа е мое лично мислење. Зошто тоа не се случило токму со вас? Дека постои корупција, јас сум убедена дека постои корупција и меѓу редовите на судиите и меѓу редовите на обвинителите и едва чекаме стварно на вистина да дојде некој и да ја расчисти оваа ситуација. Сега ќе се прифрлам, ќе ви дадам простори за едно. Ајде, мислам дека подобро е прво со ова прашање да почнеме. Мене навистина ми е многу жал, можеби моја грешка е што на кандидатката еве доцна ја испратив поканата, па мораше ради други работни уврски да не можеше да дојде да присуствува. Станува збор за случајот бонусите на СЈО. 4,6 милиони народни пари. Државен завод за ревизија рече дека таму има злоупотреби, едноставно незаконски си ги доделувале заради тајност, доверливи информации, сензитивни, располагале информации, бонуси, додатоци на плата и така натака. Во моментов е предметот во обвинителството за организиран криминал. Ја од таму навистина не знам одлуката што е, дали ќе се продолжи или нема да се продолжи. Дали вие мислите дека треба граѓаните да ги добијат парите нас? Тоа се народни пари, навистина голема е сумата и штета што против кандидатката не е тука. Јас навистина би го поставила ова прашање. Меѓутоа нема можност, сега вас ве прашувам, дали мислите дека тој предмет треба да продолжи? За бонусите на СЈО. Да биде активен предмет, да се работи, видете вака. Значи, за да се вратат парите на граѓаните, треба да постои извршен наслов пресуда, одлука. Ниту вие, ниту јас ја знаеме таа одлука. Ама она што знаеме дека тој предмет бил еднаш укинат со решение, па вратен на повторно одлучување. Ја чекаме одлуката, така? Она што јас го знам како јавен обвинител и што тврдам дека е неопходно да се направи, е таа одлука каква и да е, доколку е донесена час поскоро, доколку не е час поскоро да се донесе, и заради интересот на јавноста, и заради авторитетот на јавното обвинителство да се презентира јавно. Аргументите без оглед на видот на одлуката да се презентираат јавно. Дали има дело или нема дело. Во тој момент, кога ќе имаме таква одлука, која што веќе нема да може да биде подложена на било какви проверки, ќе можеме да зборуваме за прашањето дали треба парите да се вратат. Инаку, дали тој предмет треба да продолжи, јас треба прво да го видам ревизорскиот извештај. Затоа што тоа го слушавме дека тој има наводи дека таму тие пари се незаконски доделени. Знаете како? Јавното обвинителство претрпе многу удари. Ама еден од најсилните удари, кој што е равен како да му се крши колк, зашто јас најдобро знам што значи, е создавањето на специјалното јавно обвинителство. Истите луѓе што работеа во јавно-обвинителската институција отидоа да работат таму. Јас навистина се прашувам, зошто беше потребна таа институција да се направи организационен процеп и да се докаже, не викам дека не било потребно да се гонат и дека немало потреба од адекватен прогон во минатото. Но, зошто тие исти луѓе во рамките на институцијата, која што постоеше јавно обвинителство, тој прогон не го превземеа. Односно, не им беше доверена оваа... И зошто хонорари милионски суми? И зошто оваа сериозна работа не им... Затоа што тогаш, во тој момент, тогаш се прашував и сега се прашувам, ама сега ви ке работите ми се појасни, затоа што јас викав тогаш, и тоа јавно го објавив, дека дали треба да постои специјалното јавно обвинителство, ако предметите кои што ќе се отворат по тие бомби објавувани, добијат свој епилог, имаат своја завршница во судските канали, тогаш навистина требало да постои. Меѓутоа, тоа не се случи. И сега останува како најактуелно прашањето за нивните примања. Јас не знам ниту по кој критериум, ниту која одреди нивната висина, ниту кој им одреди такви материјални средства за да можат они ефикасно да го гонат тој вид на криминал. Возила, опрема, простор, сето она што ние сега го побаруваме како институција, за да они покажат ефект каков што гледаме. Така да, и сите други работи во сите проблематични прашања и овој удар на јавното обвинителство ќе мора да добие судска разрешница. Каква ќе биде да сочекаме?
Тоа нема да биде многу далеко. Така. Ме прашам, последниот исто така случај, но одамна беше изминатава недела, според мене е преседан во судството, тоа е казната за тетовската новинарка, која што го објави името и презимето на судијата што доделил 3 месеци затвор на возрасно лице кое што се заканувал кон малолетно лице со порнографски материјал, видеа и фотографии. Небулозно е тоа што, па еве мене, ако секој ден, јас секој ден објавувам по едно име, рече се секој ден, до сега кај ќе ми беше крајот 700 евра навистина да ме казнува судот, затоа што сум објавила име и презиме и тоа било злоупотреба на лични податоци. Нели во Законот злоупотреба на лични податоци е некој сензитивен податок кој што може да направи штета, нели? Овде не знам носител на јавни овластувања, значи тоа е носител на функција. Ја пак ќе кажам, многобројни се професиите далеку од очите на јавноста. Ако не сакате никој да ве знае, не зимате плата од буџетот на оваа држава, вие немате обврска да давате одговори. Вака имате обврска спрема граѓаните и јавноста. И ако сега новинарката сметала дека треба да го објави, не знам зошто би ги криеле судиите. Ја мислам дека сите суди јавно и со име и презиме, па дури обвинителите, треба нели да бидат постојано јавно објавувани и дури она нели пресудите се носат во име на граѓаните. Зошто да не ги коментираме нивните одлуки? Како вие гледате на оваа судика од Гостивар која што ја донесе? Јас малку сум здодемна со тоа што инсистирам на материјал да го видам. Ја не знам дали некој ја прочитал таа пресуда со која што е осудена новинарката и какво е образложението на пресудата. Злоупотреба на лични податоци, тоа е личен податок, името и презимето на судијата. Дали има други аргументи? Дали била таа постапка му нанела штета угледот? Дали е исклучена јавноста? Во постапката. Мислам дека нема. Значи, има одредени ситуации каде што јавноста треба да биде исклучена од безбедносен ризик, од правата за заштита на моралот, слободите и така натаму. Значи, постојат одредени ситуации кај што податоците не треба да се изнасуваат. Тоа се исклучително ретки ситуации, предвидени се во законот. Во сите останати, и да го земеме за пример Пулс, тој не започнат процес, името на судиката беше и на советот објавен пред неговото отпочнување. Секогаш и во сите ситуации, кога се донесува пресуда во име на граѓаните, освен овие што се исклучок по закон, тоа се ретки, уште еднаш повторувам, кога се носи пресуда во име на граѓаните, декретот кој што судот го објавува во име на правдата, дека дели право, дека означува кој е крив, кој не е крив, го прави тој затоа што му дале овластување граѓаните. Тој во нивно име го носи тој декрет. И затоа се треба да биде во таа смисла транспарентно. Впрочем, оваа материја е регулирана со конвенции. Комитетот на министри на Совет на Европа носи конвенции кои што имаат форма на препораки и кои што се задолжителни во процесот на работењето. Па се знае кои пресуди треба да се јавно објавуваат, кои податоци треба да се заштитат, кои да не се заштитат. Името и презимето на судијата, доколку не постои во образложението законски основ кој што ја исклучува јавноста или представува ризик безбедносен по судијата заради видот на предметот, нема основ за исклучување и за неспомнување на неговото име. Сепак мислам дека навистина не знам, ова е скандал. Казната 700 евра, според мене навистина е скандал. И да се надоврзам само накратко, имам веќе од режија сигнал, треба да најавам реклами. Рековте дека доколку седнете на оваа позиција за која претендирате и конкуриравте, има еден правилник во обвинителството. Старешината треба да даде амин. Обвинителите јавно да се појават и да коментираат, треба нели државниот обвинител да им даде амин, да биде известен. Вие рековте дека тоа веднаш ќе го кинете ако седнете. Апсолутно. Јавните обвинители, ликот кој што го очекуваме, не само старешината, туку, други што треба да се појавува, туку досега и старешините не се појавува, тие ќе мора да контактираат со јавноста, тоа е облигација, тоа е лицето на институцијата, од тоа има насушна потреба. Вие не треба да давате податоци кои што може да штетат, меѓутоа, за политиките на институцијата, за важни прашања, за важни предмети, јавниот обвинител кој што ја води институцијата, податоците мора да ги има во малиот џеп. Значи, со генерали, кој е подносител,
која поднел пријавата, до каде е текот на постапката, какви се доказите, мора да ги проследи и за тоа е должен да ја извести јавноста. Тоа е европски стандард. По рекламите ќе зборуваме за кандидатурата и програмата на кандидатката на обвинителката Лидија Раичевик. Останете со нас. По рекламите повторно сме во студио, гледате За или против. Вечер со мене е кандидатката која што се пријави на конкурсот за избор на државен обвинител Лидија Раичевик. До сега зборувавме за актуелни случувања изминатиот период. Разговорот ќе го продолжиме за незината кандидатура и програма. Ја прво би почнала со прашањето во однос на платите на обвинителите. Дали мислите дека за да се обезбеди професионализам и независност, платите се клучни? Дали тука е проблемот или е најпластично, дали вие сте задоволни од вашата плата? Може да направам еден мост помеѓу претходната констатација во делот пред рекламите. Реков дека сите пари на овој свет ги имаше специјалното јавно обвинителство. И за ефикасноста на работењето, ако ги прашате дали се задоволни, сигурно мислам дека се, но ефикасноста во работењето очигледно не е во пропорционална врска со примањата. Ама, оваа работа е тешка. Јас секогаш кога ќе имам прилика, тоа ќе го истакнувам, одговорна, не може да ја работи секој. Мора да се води сметка кој сака да биде јавен обвинител и кој може да извршува оваа работа. Државата секогаш ќе има потреба од јавно обвинителство и сите држави во светот низ историјата го покажуваат тоа. Единствена институција со голема традиција, со најважната карактеристика дека е вечна, секогаш постои, затоа што граѓаните имаат потреба од неа, е приоритет кој што државата треба да го има во предвид за да го обезбеди статусот на една респектабилна и важна институција. Платите на јавните обвинители, состојбата во која што се наоѓа јавното обвинителство не се на задоволително ниво. Не постои егал помеѓу тоа што јавниот обвинител треба да го вложи како вредносен квалитет во својата работа, било во претходната постапка, било во фаза на откривање на криминал, било во фаза на одгонење на криминал, било во судница или по донесување на пресуда. Да не зборуваме за ноќните работи, за обвинителите кои што дежураат, кои што одат на терен и така натаму. Да не зборуваме за онака како што е замислена работата во обвинителството за организиран криминал. Сепак, примањата треба да бидат достоинствени. Оваа плата не е доволна и сметам дека треба поголема. Како стои обвинителството со кадар и други ресурси, финанси? Јас, за да можам да зборувам, треба да го скенирам тоа. Тој што ќе влезе како обвинител треба да направи скенер на состојбите. Колку вработени, какви вработени, колку во истражниот центар работат, какво е финансиското салдо, со овој процент на буџет кој што е доделен, како се покриваат состојбите, кои се нашите реални трошоци, дали биле искористени во минатото, ако не, зошто, колкав навистина реален буџет ни треба, колкав возен парк ни треба, за да можеме да покажеме лице кое што треба да го има јавното обвинителство. Не можете вие да очекувате, вчера имаше една актерка во Прилеп, која што даде една изјава, верувам ќе остане запаметена вечно, дека културата е скапа, ама не културата е уште поскапа. Така и овде, професионализмот е скап, ама не професионализмот ќе не чини ова што не чини. 10 години да се фрлаат дрва и камења по обвинителската институција. Што заради недоверба, што заради несработени предмети, што заради лоши меѓучовечки односи, што заради патологии кои што одат паралелно со извршување на вака сериозна функција. Па што мислите? Како тоа се рефлектира на граѓаните на кои што ние треба да им испорачаме правда? Ја очекува и премиерот, слушнав. Рече дека државен јавен обвинител треба да биде оној кој што може да испорача и да генерира правда. Навистина ми се допаѓа да ја генерира правдата. За тоа треба да биде материјално поткован, но постојат и многу други предуслови. И ако ги впрашате, впрочем, обвинителите, а и судиите и моите колеги, што е правда, ќе ви одговори ли некој? Никој. Тешка е дефиницијата за правдата. Се обиделе Обединетите нации да ја
формулираат, но не обстана таа дефиниција. А неа ќе ја слушнете како збор секаде. Јас ќе ја употребам затоа што работам со неа. Сите ќе ја употребиме, но не знаеме што е. Во основата на таа правда, за да можат и граѓаните да ја представат, јас имам обичај на моите академци да им кажам: ако во раката замислите една прозрачна грудка, која што се гледа во својата внатрешност, а е составена од 3 дела, и тоа етика, морал и добро за сите, тоа севкупно значи правда. Правда без етика, без етичко однесување на јавните обвинители, без високи морални вредности, без капацитет да се гледа добро во секоја ситуација, затоа што професијата носи многу опасности од професионални деформации. Вие можете, сме имале такви ситуации каде што јавните обвинители се радуваат затоа што некој ќе оди во затвор 20-15 години, така натаму. Тоа не смее да биде дел од менталниот склоп на јавниот обвинител. Јавниот обвинител пред сите треба да препознае што е правда и како да ја испорача. Така, меѓутоа и од новиот државен обвинител се очекува да биде домаќин, односно да менаџира со финансиите со кои што ги има, располага. Да, со кои што ги располага, да не се трошат, можеби кружат такви информации, можеби не се точни. Јас сум дошла до нив, се трошат енормно големи пари на вештачења кои што бидејќи се скапи и не можат потоа да се употребат во судска постапка, се бесполезни бадила се прават, потрошени се пари. И со оние ресурси со кои што располага обвинителството, некој домаќин да седне и тоа да го изменаџира и натака да циркулира обвинителството. Меѓутоа, ајде да ве прашам, да стигнеме, немаме многу време, конкретно за кандидатурата и за вашата програма. Што е клучно, зошто се пријавивте на конкурсот, претендирате да седнете на таа позиција, што содржи вашата програма? Според законот, сега како актуелниот закон по кој што конкурираме, впрочем, таму не е ни предвидено да се даде програма, но јас мислев дека е малку несериозно да се впуштите за ваква висока државна функција, а да не кажете каква е вашата визија. Јас мојата програма е крстив стратегија од едноставна причина што и пишувањето на програма на место на кое што не сте седнале и не ги знаете состојбите какви се, е всушност волунтаризам, просто ветување. Јас во таа програма можам да пишувам дека ќе ветам ова, ќе правам, вака ќе биде организацијата, вака ќе испорачувам за предмети, но доколку не видите со навистина со што треба да раководите, вие тоа не сте го свеле на една прагматична основа и тоа не е реално ветување. Токму затоа е нареков стратегија и таа е составена од неколку страти. Особено давам вовед за состојбата во која што се кандидирам, сакам да кажам и сакам да појаснам дека сум сосема свесна за моментот во кој што се изложувам на напорот кој што оваа функција го носи. На сите општествени аспекти, на сите опасности кои што постојат, на видовите криминал кои што постојат, на начинот на справувањето со нив, мојата свесност е прилично висока и мислам дека друг или кандидати кои што имаат помало искуство, не сум сосема сигурна дека се свесни што тоа всушност значи. Кој е процесот на откривање на сторители со висока корупција? Дали високата корупција ја бараме на адекватен начин? Дали требаме да чекаме полицијата само да ни ја сервира или јавниот обвинител треба да се инфилтрира заедно со полицијата да направат систем како да откриваат корупција и висока и невисока? Дали јавните обвинители во обичните предмети, затоа што имаме и такви, кои што се латентни облици на корупција за некои бенигни кривични дела, а зад нив стои поголема корупција, се залажува обвинителството да работи со помала активност, а всушност за тоа се крие некој голем коруптивен предмет и така натаму. Бројни се предизвиците, но сето тоа се обидов да го презентирам дека представува една подложка за еден нов чекор, за една нова димензија на обвинителската институција, за едно ново време. Јас имам насушна потреба да обвинителството направи исчекор од тие удирања, од тие достоинствени, сепак би рекла дека се достоинствени поднесувања на навреди, дека сме корумпирани, дека нема честни обвинители, дека не си ја знаат својата работа. Секогаш ќе има незадоволни. Тој што го губи процесот или што е изложен на кривичен прогон, не можеме да очекуваме да биде задоволен. Но, и тој самиот знае, ако е праведна работата на јавниот обвинител, дека тоа незадоволство
останува во етерот, нема своја поддршка. Здодевно ми е да слушам се најлошо за институцијата во која што работам и од која што живеам. Сакам да го направи тој исчекор затоа што јас препознавам дека со добра организација тоа може да се направи. За доброто на државата, за доброто на граѓаните, да имаат институција на која што кога ќе се обратат, да знаат дека ќе бидат заштитени. И доколку некој им се обрати некому да наштети, дека ќе бидат ослободени од прогон врз основа на правата, правилата на струката, врз основа на законот и врз основа на нашата најубава доктрина, правната наука. Ако станете државен обвинител и ги најдете во фиока тие 50 предмети од висока корупција, што ќе направите? Ама веднаш ќе се процесуира. Какви се тие 50 предмети, јас не знам. И многу сум љубопитна. Многу сум љубопитна да видам кои се тие 50. Тоа е голема цифра, 50. Да, од висока навистина корупција. голема. Тоа е бројка. навистина голема. Каде се наоѓаат тие? Во кое обвинителство? Низ цела Македонија. Посебен ангажман има за обвинителствата во државата, затоа што имам впечаток дека тие се малку запоставени во секој поглед. Треба да им се даде поддршка, треба да им се даде супорт. Тоа треба пред се да го прават јавните обвинители кои што работат во републичкото јавно обвинителство. Но да имате 50 предмети кои што не се процесуирани е сериозен податок. Но дали е веродостоен, јас навистина не знам и се разбира дека првата работа што ќе биде проверка на тоа. Така, доколку еве една страна ова прашање за 50 предмети, морам да ве прашам доколку утре излезе има некоја индиција за некој во моментот кој што е на висока позиција и функција. Немајте сомнеш во однос на тоа. Јас знам дека ова не е моја реклама, која ќе го искажам, напротив може да ми наштети во процесот на конкурирање, но јас имам убав кариерен развој, без оглед на тоа што не сум напредувала од одредени причини, тие постојат, но не сакам да го трујам ниту народот, ниту себе со нив. Мојот развој и во образованието, и во работата е фантастичен. Јас сум презадоволна од сопствените резултати. Презадоволна сум од начинот на кој што успеав да остварам соработка со полицијата во откривањето на криминалот. Презадоволна сум од тоа што оформив еден од поголемите предмети без учество на полицијата, затоа што ми беше предизвик да видам какви се капацитетите на обвинителот. И целиот тој влог кој што трае години и кој што ме задесува и ме наоѓа во една ситуација на зрелост, висока зрелост, не ми дозволува поинакво однесување, освен навистина таму каде што има криминал, тој да биде процесуиран. И за тоа ќе се заложам. Може би не сум сосема свесна, иако реков дека свесноста ми е висока, кои се методите, патолошките методи, за да некој ве попречи да процесуирате предмет. Но, доколку се случи такво нешто, да забележам дека има сторено кривично дело, без оглед кој го сторил, ако не сум во состојба да го процесуирам, тогаш се повлекувам. Не се плашите? Не, воопшто не се плашам. Најголемиот штит на човекот во секојдневниот живот е конверзацијата со очи. Ако го гледате најголемиот злосторник, убица и такви сме имале во кариерата, кој што лишувал повеќе животи во текот на денот, а не во текот на неговиот живот, кога ќе го погледнете во очи, тој најмногу знае да вреднува дали вие сте чесен, што планирате да правите и докаде може да оди. Во работата, доколку се држите за законот, тоа е штит. Никој ништо не ви може. Ке ве удрат, нема да ве качат, нема да ве унапредат во висше обвинителство. Ке ве симнат од обвинителството за организиран основното јавно обвинителство. Ама да ви го уништат знаењето, не. Така и многу накратко имаме, речиси, неполна минута. Што ќе биде првото, еве, сте станале хипотетички државен обвинител, што ќе биде првото што ќе го направите? Првото ќе ги соберам јавните обвинители од јавното обвинителство на државата. Со нив сакам да поразговарам малку и од таму ќе почне скенирањето. Уште првиот ден. Значи, за да имам представа каде седнувам. Па потоа ќе одиме по хиерархија надолу и тој процес на исчекување, затоа што ќе биде тоа предизвик и љубопитство и на јавноста и на медиумите, што прави јавниот обвинител новиот, да трае што е можно пократко и потоа веднаш да ги превземеме првите чекори. Ете, да ги објавиме предметите, дали има такви што чекаат или не чекаат. Што ќе биде со предметот за бонусите во СЈО?
Што ќе биде со останатите предмети? Имаме ли корумпирани луѓе во својата институција? Што е превземено во нив? Па потоа следат чекорите и односите со Министерството за внатрешни работи и со другите институции надлежни за откривање на криминал. Така, истекоа минутите. Јас ви посакувам многу успех и среќа на конкурсот. Почитувани, се надевам дека го задржавме вашето внимание. Останете со програмата на Алфа.